Те сакам, Господе Исусе Христе, слава Ти, Татко Небесен, простување. Еден ден во годината Ти текнува дека треба да простиш, или си како Исус на крстот, прости им, Татко, не знаат што прават. Немој да бидеш од тие што не знаат што прават. Инаку простување, го имаме зборот простум, застана простум. Дали си застанал простум пред Таткото Небесен и пред Господ Исус Христос? Дали си кажал: Татко, прости ми, погрешив пред Тебе и пред небото, како блудниот син во Евангелието на Господ Исус Христос? Дали си ја прочитал Библијата или си читаш некои други книги од некои други татковци? Колку татковци има, колку владици има. Пазете, еден е владиката, Исус Христос е тој што владее. Тие имаат и владичица, некоја друга жена што владее. Тоа е принцип од античка Македонија. Простување, простете и ќе ви биде простено. Ако го разбереш ова, дека кога ти простуваш, ти се простува и тебе. Од кого? Од Таткото Небесен. Тој е судијата. Тој е спасителот. Тој дава живот, здив и се. Никој друг не раѓа и не дава живот на земјата. Имаш духовно раѓање, имаш телесно паднато овоплотување во тело. Другата приказна е: ако вие им ги простите гревовите на луѓето, и јас ке ви ги простам вашите. Стави го во твојот ум, во твоето срце и размисли дали им прости на сите. Се разбира, немаш сила на почетокот. Никој нема сила да прости. Во нашата духовна практика гледаме луѓе кои ќе рипнат како да простам. Но ако не простиш и тебе не ти се простува, има уште еден стих отрезнувачки: ако вие немате милост, и јас за вас ке немам милост на судот. Знаете, бараш помош од Господ Исус Христос да им простиш на сите, да дојде во твоето срце, да го исчисти срцето, да ти го исчисти срцето со водна бања во Словото, да можеш да разбереш што е длабочина, широчина, височина, да ја разбереш Божијата љубов, која покрива многу гревови. Тогаш ќе можеш заедно со Исус, ако му дозволиш тој да владее, да живее во тебе, да простиш на сите, да не осудуваш, да ја прифатиш неговата волја, да се покаеш за гревовите твои, гревовите на твоите предци, и да научиш дека кој простува, тој победува. Каде што е Духот Исусов, таму има слобода. Треба Духот Исусов да биде во твоето срце, да имаат сокровиште со Таткото Небесен. И ти тогаш ќе разбереш што значи простум и да простиш. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секое срце Исус. Ах, колку си не возлюбил Татко Небесен. Исусе и само Исусе. Амин.